Ајде, на здравје, доктор Анита Николовски, доктор Фит мама, како сакате. Се надевам дека ќе уживаш во моето утринско смути, особено некако за железото. Така, одлично за добар почеток на денот, за убаво утро и убав ден. Може би оние кои што сакаат да го сомилат максимално да биде буквално како сок, меѓутоа ги сакам тие да речеме трошки кои што сакам да ги почувствувам, да не биде нели сосема можеби. Дали се допаѓа комбинацијата? Одлично, би додала можда уште лажица чија и уште можда би малку мед да биде посладко, да ви биде посладко утро. Ако сакате да нема премногу нели вкусна репкаст зеленчук, тогаш може да додадете, како што вели и нашата доктор Фит мама, уште некои нели сегменти како што сете медот, што би додала да речеме, ево освен чија, мед, или кој е твоето утринско смути, да речеме, вака да започнеме? Искрено да кажам, смутито ретко го практикувам, повеќе ги сакам овошките и зеленчукот да ги јадам свежи, односно во нивната природна форма и во нивниот природен облик. Најчесто за утро си подготвувам чија пудинг, да бидам искрена. Да. Знаеш да отстои чијата во... Секогаш од ноќта си ја подготвувам. Од ноќта, така? Од ноќта си ја подготвувам, во фрижидер си стои. Утрото само додавам свежо или замрзнато овоше, зависи ако имаме сезонско убаво овоше, го користам нормално свежото, ако не, користам замрзнато овоше, додавам некои јатки, домашно направена гранола, секогаш без шекер нормално, бидејќи знам што има во неа и знам што конзумирам. Прекрасно. Официјално добро ни дојде во утринската на Телма. Ти си дел од ова сега семејство и благодарност и до тебе, бидејќи баш прв пат имаме со тебе сега и интервју во овој сегмент. Тоа што прифативте сите вие како наши амбасадори во текот на летото да направиме интересни фитнес и јога видеа, се со цел некако да ги активираме нашите гледачи и да уживаат барем во овие утрински часови, бидејќи мислам дека ќе биде неопходно, особено периодот кој што ни предстои да имаат добра утринска програма, така што благодарам до вас што ми дозволивте да бидам дел од оваа приказна и, како што кажувам во едно од моите видеа, да го започнеме утрото на еден малку поинаков начин. Наместо да бидеме маморни, тмурни, соочени со сите проблеми уште од утрото, со сите тој хаос, гужва, автомобили, да го почнеме на малку посмирени, со малку повеќе позитивна енергија. Како не? И знаеш што ми е навистина драго, дека долги години сте понекогаш и наши гледачи на Телма телевизија, поточно на утринската Телма, и ти на сите нам ни честиташе токму со сопругот Ивица и со твоите дечиња, дека ти е драго што се враќа утринската приказна на Телма. И навистина фалеше таа енергија од утрото. Одлично. Сега мислам дека таа утринска енергија ќе биде надополната и заедно со тебе. Она што ќе го препорачаме всушност во продолжение се оние куси, јога, убави утрински вежби или попладневни како сакаат нашите утрински пријатели, кои што може да ги адаптираат и во својот дом. Ти ми велиш дека изминативе години беше поттикната и неколку пати си пробала, колку што имав прилика да слушнам од на наше интимно интервју кое што го имав нели во твојот дом со и тука беше и сопругот, па така некако ја започнав приказната дека неколку пати си се обидела, си се откажувала и така натаму, меѓутоа нели веројатно во некоја фаза од животот сваќаш дека јогата едноставно е составен дел од твојата приказна. Знаете како? Значи јас сум во спортот и во сите тие води уште своја 5-годишна возраст. Значи многу рано. Ќе кажам дека пливањето е мојата прва љубов. Мислам дека е најголема љубов до сега. Тука се согласуваме, исто и моја. Бев маратонец долги години и слично, меѓутоа склопна околности, нели студии и слично, се пронајав така во различни сфери на спортот, така наречен спорт, вклучувајќи ја јогата како еден дел. Да, имав неколку обиди, меѓутоа, кога сме помлади, нели мислиме дека треба да остави срце на терен за да онака се чувствуваш истрошен, дека се чувствуваш функционален на крајот од тренингот. Со текот на времето почнуваш некако да го слушаш своето тело. Почнуваш да ги слушаш своите потреби, па после 30-тата некако добив еден сигнал дека повторно треба да се вратам на јогата и на тие, иако изгледа наивна, пак ќе кажам, не е воопшто наивна и не е воопшто лесна и дека е тоа застануваме и седиме ние само со прстите склопуваме и медитираме, нема врска, значи апсолутно не. Неколку години наназад имав прилика да биде осудувана јогата дека е тоа религија и слично. Меѓутоа како христијанин, можеби затоа се повлекував на страна малку од јогата, меѓутоа кога ќе сватиш дека тоа е всушност филозофија на живење во смисла ги користиш асаните само за тонирање, за смирување на телото, од друга страна за
и подобар изглед, меѓутоа тренираме и психа. Тоа е најважно. Тоа го говоревме јас и ти, бидејќи тебе особено ти помогнала и психолошки да те смири, бидејќи сите имаме некогаш и турбуленции во некои етапи од нашиот живот. Како почна приказната? Има ли конкретна можеби дама или човек јогин кој што те потикна? Не, искрено не. Нема нешто што кажав. Пак каков натрешен глас да дојде дека дефинитивно беше натрешен глас. Знаете како кога станав мајка, кога се оствари улога на мајка, нели обврските се зголемуваат, времето ако си неорганизираните како се намалува и во сета таа борба да се некако организирам, дадов предност на нешто што ќе ми значи. Имав премногу болки во грбот. Значи како доилка, како мајка пак ќе кажам, се соочив со премногу болки во грбот. Затоа почнав да ги практикувам најпрво тие основни, да кажам, асани, со кои што ми помогна да го вратам тонусот на грбот, да го вратам убавото природно држење на телото. И најважното, дишењето во јогата. Ете така. И нешто што е многу важно, свесноста во моментот. Значи тоа сите сме во некој хаос, сите живееме во некој хаос, брзаме на работа, брзаме со врски, брзаме со деца, меѓутоа да најдеме миг да уживаме во хаосот. Living the present moment, или живење во сегашниот момент. Во хаосот и тоа да го прифатиме, да му додадеме малку арома на љубов и да го правиме тоа со љубов и ќе видиме уствари дека воопшто не е ништо тешко. Се сложувам апсолутно. Меѓутоа како започна брендот Доктор Анита Фит Мама, по кој што веќе многумина те препознаваат, ги бараат и веќе сега твоите совети и нели техники можеби да ги употребат од твоето секојдневие, на каков начин ти маневрираш со работните обврски, семејни обврски, меѓутоа и да најдеш секогаш време да бидеш активни спортски присутна, што се вели, меѓутоа и да направиш секогаш добри вкусни специјалитети, зашто ќе те поканиме во некој од следните изданија. Обавезно, со задоволство би прифатила. Работата што повторно ќе се навратам со остварување на улога на мајка, нели нормално кругот води во повеќе мајки. Таа убава жртва која што даваш и за своите деца. Од друга страна почнав да работам, нели јас сум доктор по професија, си работам во својата професија. Ми го зададе прашањето, ќе правиме моменти за тоа. Така, меѓутоа кога се оствари улога на мајка, се вработив на ново работно место, на имунизација со дечиња. И сега некако беше поврзано со децата, се беше поврзано со нови млади мајки, да кажам. Најдов на многу мајки кои што за жал се уште неупатени. Во смисла дали смеат да вежбаат и да дојат. Многу од нив мислат дека ќе го изгубат млекото ако вежбаат додека дојат. Многу нив стравуваат како после царски, колку време после царскиот рез, како можам да се вратам на активност, па како изгледаш така како што изгледаш. Со желба да им помогнам на тие нови мајки, затоа се вика и Фит Мама, значи да бидат фит, добиваат совети докторски и медицински, така, добиваат медицински совети и пак ќе напоминам, значи јас не сум само јога инструктор, значи јас не им ја нудам на јогата. Нудам постпородилни, нели, после пораѓај совети, не само совети, туку и вежби. Физички кардио вежби, кои што ќе им помогнат да се вратат енергијата, тој физички дел, да кажам, да, секако влија и на психичкиот дел, нели, сета таа ендокринологија, лачење серотонини, намалување кортизол и слично. Јогата само да им помогне да се набилдаат со истрајност, со издржливост. Го кажам. Ете така, значи таа е нека моја филозофија, ги спојувам кардиото, го спојувам тоа физичкото, напорно да кажеме, интензивно, а од друга страна да забавиме. Значи таков ни е ритмот на животот. Знаете, не е интересно. Има еден доктор вели исто како ЕКГ-то, знаеме нели сите како изгледа, кога е права линија, нешто има, не е окей. Значи мора да имаме успони падови, значи да се најдеме и на врвот, на кој сме најфизички активни, меѓутоа да знаеме да успориме, да малку се сталожиме, да го смириме стресот, да го смириме телото, присутноста во моментот и таа е тајна моја филозофија. Убаво ги спомена и твојата поврзаност со децата, да речеме тоа што и е некако твоја провокација или по тоа што ќе ми кажеш за твојата специјализација која што ја подготваш во моментот. Велиш дека доста работиш на имунизација кај децата, за поттикнување всушности на добриот имунитет. Неодамно имаше настан, ако не се лажам, кој што беше со баланс на даска, ако не се лажам и така натаму, наменето за младата популација. Така. Значи, бидејќи имам две малечки дечиња, 5 години Владо и 3 годинки
Таиса. Не имав прилика да ги запознам бидејќи снимавме и доктор Анита мораше да се адаптира, вели Марко следен пат, нели ми 5 часа нејзинот дом ни го отстапи токму за снимањето. Така, ќе имаме прилика, значи они се одлично соработуваат. Знаете кога вежбате од најмали нозе со дечињата, кога им покажувате пред нив сите навики, они се како сунгерчиња. Значи си ги се абсорбираат. Ете така. Затоа се лутам на многу мајки кога ќе кажат јас немам време заради детето. Детето треба да го знае тоа, треба да го гледа тоа и да го почувствува тоа. Јас и мојот сопруг редовно вежбаме пред децата. Како се бебиња, значи ние вежбаме заедно пред нив. И они мислат дека играме ние со нив, потоа сваќа дека тоа уствари е време за нас, заедно со нив. И важен сегмент од животот. Така. Тоа да биде еден ритуал. Значи, како што си имаме доста семени ритуали, како што е заедното појадување, ручекот да ни биде заедно. Значи, се уште сакам да ги задржиме тие традиции, да се навратам на темата вежбањето со дечињата. Значи, они сваќаат дека нешто правиме за себе. Почнуваат не имитираат, прават нешто за нив и гледаат дека тоа е нешто интересно. Значи, и кај нив се чувствува таа радост. И покрај тоа што се тие своји индивидуи и карактери, сепак ги имитираат до некоја своја возраст своите родители. Дали во исхраната или во случајот на нели секој ден техники. Јас не можам да јадам бургера, детето да му дадам брокула, ќе посегне во било кој момент да запраша зашто е тоа така сега. Од мојот бургер. Ете така. Значи, со сопругот многу инсистираме таблети, телефони, мобилни кај нас не постојат, искрено да бидам. Браво, телевизорот е уклучен можеби половина час во денот. И тоа е некогаш најчесто музика или некој документарец или нешто што ќе биде животни, нешто што ќе биде едукативно. Не знаат за жал да зборуваат англиски јазик, меѓутоа не ги форсирам затоа што имаат само 5 и 3 години. Ке си дојде тоа со текот на времето. Ете така, значи потом за тоа. Нека уживаат во детството на крајот од денот. Тоа сакаме и се трудиме со сопругот да го постигнеме. Мислам дека за сега не успева. До кога ќе трае и како ќе биде, тоа не може да знаеме. Знам дека еден ден ќе им бидат предостапни телефоните. Јасно, меѓутоа нека биде во подоцнежни години. Сега нека бидат наивни и невини како што треба. Ете така. Ставајќи акцент на колку е тоа важно физичката активност од најмали деца, значи се трудам на најголем дел од дечињата да тоа им се пренесе. Секогаш, дали сум во парк со децата, каде и да сум, ги заигрувам, пробуваме, почнуваме нешто да вежбаме. Анимација си правите, така. А имавме неодамна еден настан на тие баланс даски. Значи, иако изгледаат многу наивно и многу едноставно, тие баланс даски, верувајте, многу голем бенефит имаат. Не е само балансот, меѓутоа знаеме кои центри во мозокот се раздвижуваат и се размрдуваат кога пробуваме да стоиме барем на една нога. Значи се активираат може да би 200 центри, се испраќаат преку 2 милиони импулси за да се тоа постигне. Иако изгледа како детето да прави само едно авионче. И потоа подценете го храмот кој што го носиме со себе или најинтелигентната креација на универзумот и на Божјата волја? Многу интересна и интелигентна машина сме. Да. Многу. Која што треба да си ја запознаеме малку повеќе и да бидеме во нејзина корелација и баланс. Ете така. Се случуваат активности се уште со доктор Фит, мама, тоа претпоставам дека со балансот на даските се вака го имам кога го говориш како некаква визија. Во средина некаква топка или не знам некаков предмет каде што на даската или не? Тоа се обични баланс даски. Значи кои што имаат буква С да речеме така. Ете така, значи буквално си е баланс даска, си се поставуваат ноџињата од една и на друга страна и сега нели се клатиме. И сега во таа позиција пробуваме да најдеме баланс и да направиме да речеме звезда. И дечињата треба да стојат, да бидат звезда, не превртени нели. Од друга страна, меѓутоа да бидат со рачињата испружени. Баш како една звезда. И има многу интересно затоа што секој е поврзано со одредено име. Значи дали е тоа бродче, дали правиме змија, дали правиме жаба, кенгур, и децата се верувајте премногу интелигентни. Значи ги запомнуваат сите тие позиции и положби и после тоа само скокаат на даската, си задаваат, си истражуваат сами. Значи вика сега јас сум кенгур и скокаат цел ден на даската како да е кенгур. Меѓутоа активира, пак ќе кажам, мускулатура, активира мозок, активираме затоа што знаете како нели викаме до 5 годишна возраст се гради карактерот на детето. Тие се тие клучни 5 години до 7 години, нели кога детето треба да има само физичка активност. Да. Значи потоа е една рефлексија на сето тоа. Не треба да учи англиски, да кажем, или германски или било, меѓутоа има време. Ке научи и тоа. Се сложува. Синапсите и сите тие центри се формираат само со физичката активност. Стимулот е таму. Качувањето, скокањето по трамболината, значи сите тие се да кажам
индуктори и те како влијаат на развојот на психичкиот дел на мозочето на детето. Докаде е специализацијата, бидејќи навистина кога ни ја сподели Куса твојата дневна рутина и приказна, се реков секоја чест доктор Фит мама, како сега во моментот нели се подготваш за една од главните карактеристики во твојот живот, тоа е нели да бидеш доктор и да го доведеш до совршенство твојот кариерен статус. Докаде сме со тој дел? Со Бога напред, утре започнуваме на ново поглавје на официјално 1 октомври. Утре започнуваме на клиника за офталмологија. Меѓутоа пак ќе кажам, кариерата е окей. Семејството е тоа што треба да биде јадрото, јадрото, така. Меѓутоа никош не смееме да се заборавиме и себе. Затоа велам и затоа се роди доктор Фит мама. Сега не да биде како освестување да се јас нели меѓутоа да кликне кај многу пак ќе алудирам на жените, пошто ние сме тие кои што се вадиме на домот, се вадиме на врските. Половина час секогаш викам може да се разбудиме наутро порано. Секогаш може, не може секој да е спремен да трча наутро. Не секој со експлозивен интензитет да извежба кардиовежби. Не мора тоа па да биде ни јога, меѓутоа може комбинација. Затоа доктор Фит мама им нуди комбинација од кардио и од јога вежби кои што мислам дека ќе бидат прилагодени на нивниот карактер, на нивната медицинска состојба пред се, повреди на колена, царски рез, затегање од царскиот рез, диастазата, после пораѓај кој што се јавува кила и слично. Јасно. За да секој си се пронајде. Пак ќе кажам, не можам да кажам затоа што јас премногу менувам низ правците. Ќе кажат што е најдобро сега за да изгледам јас вака и вака. Прво, сменете го фокусот. Не го правиме ова за да изгледаме, туку за да чувствуваме. Најважно. Не го правиме за да во ред е нормално и фигурата е тука, меѓутоа психичкиот момент, задоволството и храмот наш се затоа што го правиме, да. Клучните работи. Ќе те задржиме уште само кратко во утринското студио. Официјално ќе го погледнеме видеото твое, второто видео кое што го подготвивме за гледачите. Потсетуваме, ова е на некој начин твој дневен ритуал или дел од јога вежбите кои што ги практикуваш и ги споделуваш со во случајот и нашите утрински пријатели. Така што уживајте утринава со магијата на доктор Анита Фит мама во продолжение. Потоа Куса ќе се одјавиме и секако ќе ја испратиме на дневните работни активности. Добро утро на сите. Јас сум доктор Фит мама. Дали сте спремни ова утро да го почнеме со малку позитивна енергија? Доколку сте спремни, доаѓајте со мене на мата. Застани си во 4-ножна позиција. Колена да бидат во правец со колкови, рамена во правец со рачни зглобови. Почнуваме. Десната нога испружја према назад, ќе загрееме со неколку движења напред, назад. Синхронизирај си дишење со секое движење. Подигни си нога према горе, поглед према напред, 4 кратки движења со десна нога. Сега испружи си лева рака, најди си баланс, гледај да не тоне телото, да не мрдаш лево-десно, да не шалташ, најди си стабилност, погледни си во една точка и почнуваме со лакто, допираме колено, издишуваме. Вдиши према горе, издиши, допри си лакто со колено. 2, 3, 4, исправи се горе, овој пат со дланка допираме пета. 1, 2, 3, 4. На четвртиот пат прифати си цврсто, дланка со ножен зглоб и истегни. Отвори си рамо, отвори гради, поглед према напред и влечи нога оноко колку што ти дозволува тело. Диши. Спушти си полека дланка, отвараме нога во страна. Дланката десно ни доаѓа на средина од матот, лева дланка отвори и како игла низ конец протни под десна рака. Десната рака испружи ја напред и помогни се да најдеш
убава цврстина на тело. Изротирај убаво. Слободи тензија од лево рамо. И диши. Се донеси ги двете дланки. Намат, врати си една нога до друга. Оди местото, го повторуваме од другата страна. Со лева нога сега неколку кратки движења, према напред и назад. Подигни си лева нога. 4 кратки движења. 2, 3, 4. Десна рака. Испруши, према напред, најди си баланс и допираме лакто со колено. Издиши, допри, вдиши, исправи се. Во свој ритам. 2, 3, 4. Овој пат допираме дланка со пета. 1, 2, 3, 4. Прифати си сега. Повторно со дланка, ножен склоп и влечи. Поглед напред. Отвори гради, одвои рамена од уши. Размрдај тело, разбуди секој мускулче. Одлично. Спушти си една до друга. И сега овој пат одиме со лева нога, отвараме во страна, лева рака си доаѓа на мат, протнуваме десна рака како игла низ конец. Со левата дланка испружи слободно напред, ако можеш, прифати се со палец и показалец, палецот од нога. И диши. Ако ти е преинтензивно, остани одвоени едно од друго. Донеси си тука колено до колено, прсти заглави си на мат и полека исправи се во куче према доле. Размрдај си колкови, размрдај колена, раздвижи тело, чекор по чекор, донеси си нозе до дланки. Издиши доле и пршлен по пршлен исправи се горе. Ќе направиме еден поздрав на сонцето. Вдиши, крени раце горе. Издиши, дланки пред срце. Смири си дишење ако ти е потребно. Размрдај си, најди си рамнотежа, рајди си баланс. Уште еднаш вдиши горе. Издиши, преклоп, прима напред. Диши поглед до половина. Може чекор по чекор или скок во целосен планк. Од тука се спуштаме во чатуранга. Куче према горе. Издиши назад. Куче према доле. Смири си дишење, смири си тело. Од тука погледни помеѓу двете дланки, свиткај си колена и пробај да направи скок или чекор по чекор, донеси си стапала до дланки. Издиши тука, вдишуваме во столче. Сега ќе направиме една мала ротација, да изротираме тело, да направиме еден твист. Дланки постави си во позиција на молитва и со десно лакто туркаме лево колено. Ротираме тело во страна и диши. Ако можеш, испружи си дланки. Ако не сосема, окей да останеш и во почетната позиција. Од тука вдиши во столча и издиши на другата страна. Испружи си дланки ако можеш. Вдиши уште еднаш во столча, издиши кон друга страна. Диши во столча, издиши кон десно. Испружи си дланки. Одлично. Постави си раце до стапала и скок во пленк. Од тука чатуранга. Куче према горе. Врати се назад во
куче, прима доле. Подигни си десна нога во триножно куче, турни гради, направи место за колено и постави си стапало измеѓу двете дланки. Левото колено нека падне на мат, крени се горе, вдиши и издиши во полушпага. Вдиши према горе. Сега, внимателно, колковите. Значи, секогаш треба да ви бидат во позиција од 180 степени. Внимавај да не се вака искривени, нити на другата страна. Секогаш треба да ни поентират према напред. Ребра према внатре, стомак вовлечен и со колкови туркаме према напред. Диши горе, а при издишување исправаме нога, пробуваме палец да влечеме према себе, како би се исправило стапалото и со гради одиме према колено. Значи не е идејата главата да ни допре, туку идејата е со цело тело полека да се спуштиме према доле. Уште еднаш, диши горе и издиши, спушти се доле. Диши горе, остани горе, само прстите подигни ги и одиме 4 кратки движења. Одлично. Од тука спушти си дланка, изротирај цело тело и пробај да дојдеш во страничен пленк. Ако ти е премногу интензивно, можеш нога пред нога или во крајен случај спушти си лево колено на мат. Ако ти е што сакате малце поинтензивно, обвиткај си една нога со друга. Одиме триножно куче, се спуштаме во чатуранга. Го повторуваме истото со другата нога. Крени си десна нога, турни колено, ослободи место, спушти си десно колено на мат. Пробај да задржиш баланс, вдиши горе и издиши полушпага. Уште еднаш вдиши горе и издиши доле. Диши. Овој пат заглави си нога. 1, 2, 3, 4. Спушти си десна дланка покрај лево стапало. Изротирај во страна. Полека и со контрола. Ако можеш, донеси си лево стапало до десно. Биде карлицата не паѓа премногу. Значи, подигни карлица, меѓутоа јаголот, односно дланката да биде испод рама. Испружи си рака, ако можеш поглед во слободна рака. Диши тука. Слободно обвиткај си нога една со друга. Спушти си ги двете дланки. На мат, од тука, чатуранга. Куче према горе. И врати се назад во куче доле. Скок напред, поглед до половина и издиши чекор по чекор. Исправи се горе. Малку динамично, малку забрзано, меѓутоа мислам дека утрото го почнавме со баш онаква енергија каква што ни е потребна во текот на целиот ден. Пробајте да ја задржите. Убава мисла. Намасте. Намасте. Ете така, ти благодарам уште еднаш за оваа прекрасна утринска приказна. Доктор Фит, мама ја имате на социјалните медиуми секако за сите совети. Честитки во специјализацијата. За кусо време се гледаме овој пат, нели, и во овој дел од студиото, следен пат во улога на кувери или да уживаме во гастрономијата како што долико, бидејќи луѓето сакаат да ги гледаат и твоите специјалитети. Со задоволство. Голем поздрав до сопругот Ивица и до семејството, се гледаме. Благодарам за поканата уште еднаш и поздрав до сите утринци.